Нестабилната цена на горивото автоматски поттикнува некое размислување кај луѓето да не е можеби време да го смениме нашиот автомобил и секако да посегнеме по електричен автомобил. Сега кога зборуваме за електричните автомобили, тие можеби и се уште не се некој тренд кај нас како што се во земјите на запад, но никогаш не е доцна да се променат работите. Можеби токму сега за овој период од годината се и идеални. Има една иницијатива која што ни го привлече вниманието, нема веќе изговори, вози на струја. И токму таа иницијатива доаѓа од една институција од која што најмалку би очекувале. Прокредит банка. Многу повеќе за оваа иницијатива разговараме денеска, почитувани гледачи, со мојот денешен гостин, господинот Владо Димитриевски, кој што доаѓа од Прокредит банка, вработен во одделот за физички лица. Господине Владо, добре дојдовте во денешната емисија. Здраво, Елена, добро утро на сите. Така, кажете ми, со оваа иницијатива нема изговори, вози на струја, вршите промоција на возилата, на електричните возила, но можеби не секој гледач би се осудил туку така да го смени својот автомобил и да посегне по електрично возило. Имате ли некој совет? Да, кога зборуваме за инвестиција во електрични возила, знаеме од почеток дека станува збор за некоја подолгорочна и поголема инвестиција и одлуката не е баш толку лесна. За да разбереме како ние би имале поврат на долг рок, битно е да погледнеме од два аспекти. Од една страна, струјата е поскапа за разлика од фосилните горива, додека од друга страна пак електричните автомобили имаат помала потрошувачка. Гледано на долг рок и гледано во однос на потрошувачката, доколку да речеме едно домаќинство инвестира во електрично возило и истото го користи постојано, значи не е само одење на работа, туку е користење во секојдневието, при тоа го полни во текот на ноќните часови, може загарантирано да кажеме дека потрошувачката е 10 пати помала во однос на користење на возило на фосилни горива. Доколку пак го полни во текот на денот, не земајќи во предвид дали е тоа користење и полнење во текот на ноќните часови, потрошувачката е 5 пати помала во споредба со фосилните горива. Ние во Прокредит банка пак соработуваме со речиси сите компании кои што продаваат електрични возила. Имаме советодавна улога во поглед на информации кои што клиентите или корисниците заинтересирани да купат електрично возило би ги имале. Би имале посебни прашања во однос на тоа или едноставно би сакале да знаат што значи да се вози на струја. Ете така, и сега се поставува прашањето околу полнењето со оглед на тоа што ние немаме нели некоја развиена инфраструктура, како ќе се одвива полнењето на возилата? Да, тоа беше една од пречките кои што ги зедовме во предвид пред да ја започнеме целата иницијатива Вози на струја и го решивме тој проблем, нели за да се вози на струја сепак треба да има мрежа на полначи каде што корисниците ќе можат да ги полнат батериите. Прокредит инвестираше во една таква мрежа на сопствени полначи за полнење на електрични возила, каде што граѓаните можат низ целата територија на земјата да ги полнат електричните автомобили без разлика дали станува збор за некое претходно купено возило или пак само што ќе инвестираат во некое возило. До сега имаме поставено 21 полнач на целата територија, нашата цел е да поставиме до 40 полначи, со тоа што активно се стремиме кон остварување на истото. Така, сега дали поскапувањето на струјата би значило и дополнителни трошоци за граѓаните со електрични возила? Баш напротив, полнењето на полначи на Прокредит банка значи за граѓаните бесплатно полнење во првите 2 години. При тоа има мобилна апликација која што Прокредит ја има развиено, станува збор за Прокредит Charging Stations, која што корисниците можат да ја симнат на Play Store или App Store и при тоа да си ја гледаат целата мрежа на полначи, да знаат во било кое време каде можат да си го полнат своето возило и да ја испланираат рутата од дестинација А до дестинација Б. Така, спомнавте и претходно дека навистина ова е една поголема инвестиција. Што се оние гледачи и заинтересирани кои што можеби сакаат електрично возило, но можеби и нема толку многу средства да се дозволат? Ние сме единствена банка во земјата која што нуди кредит за електрични возила. Станува збор за кредит со многу поволни услови за разлика од другите инвестицијски кредити кои што ги нудиме, каматна стапка од 2,9% за целиот временски период и подолг временски период на отплата, зашто сепак станува збор за поголема сума на средства кои што треба да се инвестира и поради тоа тој рок малку го направивме подолг со цел граѓаните да се чувствуваат покомотно во поглед на исплаќањето на кредитот. Така, сега кажав и на почетокот, многу е поразлично што оваа иницијатива доаѓа од банка, токму од Прокредит банка. Сигурна сум дека имате
некој мотив да бидете поразлични? Кој е тој? Па видете, од аспект на купување на електрично возило, секако имаме голем мотив, имаме моментално ваква кампања, поради тоа што сметаме дека од една страна е многу битно во поглед на заштеда на средствата на долг рок кои што домаќинствата би ги имале, меѓутоа од друга страна пак го гледаме импактот на животната средина. Секако ние сме банка која што се стреми кон вакви инвестиции и во секој план, при секој кредитирање одговорно, свесни сме за каков импакт нашето кредитирање и финансирање би имало врз животната средина. Така, ве посакувам многу успех, ти благодарам. Благодарам и на вас. Убав ден.